колега Бојан Стојановски. Значи, само кратко, како одговор на ова што колегата Арбер Адеми како координатор на пратеничката група на ДУИ го имаше, па кажа дека ние го блокираме собраниево. Навистина ви благодарам за толку големата улога што ни ја дадовте. Ако ние како опозиционери можеме да го блокираме собранието, јас пак ќе останам на тезата дека вам ви одговара собранието да биде блокирано. И се повикавте, па дадовте пример колку долго време стоел, вие велите, закочен, јас ќе речам во фиоката на председателот Талат Џафери, законот за игри на среќа, кој што денес по некоја случајност е ставен како трет на дневен ред на Комисијата за финансирање и буџет, која што нели е избор на еднаквиот меѓу сите 119 Талат Џафери, тој да си го состави дневниот ред и нели да даде налог за свикување на комисија. Епа, колега Арбер Адеми, овој закон, рековте, од 16 јуни, дури датумот го знаете, кога влегол во собрание. Јас ќе ве потсетам на еден друг закон, кој што е предлог на вашите помали коалициони партнери и кој што е влезен во ова собрание, односно во фиоката на Талат Џафери, од март 2021 година. Тоа е 3 месеци пред овој ваш многу битен за државава закон за игри на среќа, па го акцентирате само она 500 метри растојание од образовните институции, а никако не го споменувате членот 1 од вашиот предлог на закон за игри на среќа, ама за тоа потоа, нели, кога ќе дојде време да се отвори овој закон, па ќе ви кажеме која е вашата цел, односно на јавноста ќе соопштиме која е целта и колку вие се грижите за законите кои што долго време чекале. Како баш го избравте овој закон? Еве, не се сетивте на закон, предлог кој што доаѓа од вашите помали коалициони партнери, а тоа е предлог законот за една изборна единица. Или повторно ќе чекате да се распишат изборите, па во 5 до 12 да брзаме, да интервенираме и да менуваме вакви закони. И пак ќе кажам, вие овдека многу така вешто, убаво, може би да убедивте некој од јавноста доколку не гледаат, а мислам дека ваша интенција е што помалку да се гледа собранискиот канал, бидејќи реалноста е таа, еве, визуелно само да сврти камерата, едно кадро ќе се види кој е присуството во парламентот и кој е интересот на пратениците, а да не зборувам по број на дискусии, имаше некоја статистика и слично, така да велите ќе се реши одма Комисијата за избори и именувања. Јас пак ќе повторам, Комисијата за избори и именувања се формира на денот кога е конститутивната седница на парламентот. Значи е формирана. Сега тоа што вие самите сте доведени во клинч, ја и претходно зборував, се во ова во што сте вие заглавени не е резултат на интенцијата на ВМРО ДПМН како опозицијска партија, е резултат на вашите непромислени брзи чекори. Како не помисливте дека Костадин Костадинов ќе стане градоначалник на Струмица и дека ќе ви се случи ова? Како толку стручни вешти лица вие имате на оваа работа да не помислите, па сега да се наоѓате во тесно. Инаку, според Уставот, сега ќе се повикам на Уставот, а не на Деловникот, член 62, став 2, вели пратениците се избираат на општи, непосредни и слободни избори со тајно гласање, а став 3 вели пратеникот ги представува граѓаните и во собранието одлучува по свое уверување. Зошто се повикувам на ставот 3 од член 62 од Уставот на Република Македонија? Затоа што заради јавноста. Комисијата за прашања на изборите и именувањата беше формирана на 4 август, мислам, 2020 година, во состав кога беше конститутивната седница, во ред да не се оптеретуваме со датуми, значи на конститутивната седница или и тука имаше некој преседан, па после, благодарам професорка. Значи во моментов тоа е помалку битно ми е што сакам да кажам за јавноста. Комисијата за прашање на избори и именувања, како и секоја останата комисија, е составена од председател, заменик председател и членови. Во случајов со Комисијава за прашање на избори и именувања, председателот доаѓа од редовите на власта и тој беше
доскорешниот наш колега Костадин Костадинов со негов заменик председател Јован Митрески. Останатиот состав на оваа комисија, да не оптеретувам со имиња, е вкупна бројка од 12 пратеници, меѓу кои што 6 од страната на власта и 6 од страната на опозицијата. Арно, ама, откако ова толку сигурно, толку стабилно, толку паметно, толку предвидливо мнозинство во парламентот, кое што успеа да формира влада, за која што ни тврди дека ќе трае до 2024 година, има проблем со едно име во оваа собраниска комисија, тоа е името на колегата Фадил Зендели. Клинч. Фадил Зендели доаѓа од партијата Беса. Вие успеавте еден пратеник на Беса со срце, со бубрези, со глава, со ум, со нешто, да го придобиете на ваша страна, арно, ама тоа е во иста партија со колегава Фадил Зендели и не случајно го напоменав ставот 3 од членот 62 од Уставот на Република Македонија, знам дека за вас ништо не значи, кој што вели дека пратеникот ги представува граѓаните и во собранието одлучува по свое уверување. Зошто вие не му верувате на колегата Фадил Зендели? Па тој беше доскорошен заменик председател на ова собрание. Доаѓа од истата онаа партија од која што доаѓа и вашиот ЕУ пратеник, кој што на 11.11.2021 година така вешто го искористивте за да триумфирате, ние велевме го киднапиравте, вие велевте не, тој неговото срце од Брисел му одлучило. Што се случи се досега не знаеме, меѓутоа Фадил Зендели и Кастриот Реджепи со иста партија. А и Фадил Зендели и Кастриот Реджепи, самите вие кажувавте дека тој има право на изразување на свое лично убедување, тоа Уставот го гарантира. Истиот оној Устав кој што за вас ништо не значи, зошто немате доверба во неговите ставови? Тоа е проблемот, колега Арбар Адеми. Не е проблемот што ние немаме имиња за нашите комисии, имаме. Проблемот ви е колегата Фадил Зендели, кој што е клучниот при гласање во оваа комисија, која што треба конечно да се свика, за да се средат сите останати собраниски комисии во овој парламент. Значи, тоа е она јас што го реков, самите си влеговте во сопствената каша. Самите велите дека сте стабилно мнозинство, проблемот повторно е до вас. Клинч. Не знам друг израз спортски или каков да кажам, шахмат можеби. Значи, Уставот загарантирува дека секој пратеник има право на слободно убедување. Како вие, на кој начин, што ќе смислите, ќе го киднапирате Фадил Зендели кога ќе ја свикаме таа седница за да дојде неговиот заменик на негово место Мартин? Па не, тие се на се подготвени. Еве соочување на аргументите. Ги имаме ние нашите имиња, тука се сите наши колеги пратеници кои што после локалните избори останаа нигде и никаде во ниедна комисија. Ги имаме распределено кој во која комисија да влезе. Не е проблемот во опозицијата, ниту на албанците, ниту на македонците во овој парламент. Проблемот е исклучиво во власта, која што не знае кај сама, се заглави во сопствената каша на манипулации, интриги, внатре-партиски лоши преговори, пазарења, уцени. И сега, што ќе направите? Знам дека оној претходниот викаше all in, ама изгледа и некој друг игра all in овде. Да ви е побитен законот за игри на среќа, од законот за изборна единица имаше други останати закони кои што овде чекаат. Не е проблем ВМРО ДПМН не кочи. ВМРО ДПМН, не само ВМРО ДПМН, сум го кажала тоа многу пати, граѓаните во Република Македонија се оставени на вашите калкулантски дворски игри. Проблемот во комисијата за избори и именувања лежи во едно име и презиме. И не случајно го споменувам во јавноста, за да предупредам ако и малку имаме совесни и свесни институции. Ако нешто имате намера да направите на начин како што направивте на 11.11.2021 година, барем да има некој кој што од тука предупредил дека единствено тоа е излез за вас, бидејќи нели се трудите да кажувате дека до 2024 ќе владеете, тешко.
Фатени сте во собствената каша, не е ВМРО ДПМН виновно, не е Алијанса за албанците виновна, не е делот на Беса виновен кој што остана со срцето и со душата во Република Македонија, не е виновна ни Левица, да не изумам некој, да повторам, коалицијата на ВМРО ДПМН. Вие сте виновни затоа што работевте се само за ваши интереси, а ништо за државата. Граѓаните се оставени на ваша милост и немилост. Вашите коалициони партнери се оставени на вашата неукост и неспособност и незаинтересираност за нешто да се сработи. Благодарам многу.